Председателке, почитувана министерке, почитувана председателке на антикорупцијската комисија, почитувани колеги, почитувани граѓани на Република Македонија. Ова е последниот буџет, предолг буџет на оваа влада. Секој нареден во овој мандат беше поголем од претходниот. Овој е рекордно висок, предизборен и терминолошки и фактографски. 3,9 милијарди евра. Се прави обид да се манипулираат граѓаните и да се прикрие неспособноста на оваа влада. Да се покачуваат плати, пензии врз основа на задолжувања. А во период каде имаме рекордно низок процент на реализација на капитални проекти и производство. Дополнително, за оваа година се предвидува 44 милиони евра помалку за капитални расходи од првичниот буџет во 2019 година. Данок на додадена вредност со 80%, вкупна акциза од 22%, неданочни приходи се главните извори за буџетската каса. Под мотото буџет кој ќе инвестира во човечкиот капитал подразбираат, например, во образованието, најголемо зголемување има кај договорните услуги, значи предизборно вработување преку агенции за привремени вработувања, каде има зголемување во буџетот за цели 22 милиони евра повеќе од минатата година. А предизборно, оваа влада ветуваше дека ќе има награда за најдобрите ученици, најдобрите студенти, најдобрите наставници. Од тоа ништо. За изградба на основни училишта буџетот е скратен за дури 40%. За реконструкција на исти такви основни училишта дури за 28%. За изградба на средни училишта буџетот е скратен за повеќе од 30%. Со тоа покажуваме колкава е грижата на оваа влада кон суштинските работи кои што ги засегаат на сите граѓани. Ваквото вложување во човечки капитал е само предизборен маркетинг на оваа влада. Сите капитални инвестиции кои се набројуваат се надвор од средствата на овој буџет, се средства со ново задолжување кон европските банки. Ги понижувате пензионерите. 3 години им скративте од нивната пензија за предизвестно време да има покачување од 36 денари, а сега паушално, без никаква пресметка, да кажете дека пензиите од наредниот период ќе им бидат 700 денари. Јавниот долг се зголемува од ден на ден и изнесува 5,5 милиони евра. Или по граѓанин, секој граѓанин на Република Македонија е задолжен за по 6000 денари. Воведовте нов термин, мој ДДВ, за да го одвлечете вниманието на граѓаните. Наместо да зборуваат за реалните проблеми кои што ги имаат, да скенираат сметки. Но ова и оние, тоа што го правија, своето разочарување ќе ги добијат, кога ќе ги добијат првите вратени пари, кои што многу ги најавувате. Почитувана министерке, не знам дали сте биле во маркети да застанете во редицата на купувачи и да видите колку од тие потрошувачи ги земаат сопствените фискални сметки и каде завршуваат? Настрана во корпата на продавницата. Тогаш слушнете го мислењето за граѓаните за ваквите вратени пари назад, како што вие милувате, а каде што реално се трошат многу буџетски средства.
Ние како пратеници треба да бидеме гласот на народот, да ги застапуваме граѓаните, нивните потреби, а не да бидеме институции до кои не можат да стигнат. Во овој буџет не само што нема средства за реалните потреби и проблеми на граѓаните, освен за ваквите човечки ресурси каде што изголемуваме фиктивно и плати и пензии врз основа на задолжување, нема никакви реални подобрувања за да го осетат бенефит од самите граѓани. Не се подобрени условите ни во однос на заштита на животната средина. Овој буџет предвидува само 0,5% од вкупните расходи за програмата за намалување на аерозагадување, за кое што бурно реагиравте пред да дојдете на власт и ветувавте чист воздух од првиот ден што му има промена на власта. Од побараните 151 милион денари, планирани се помалку од 100 милиони денари и 63 милиони денари преку Министерството за животна средина. Значи намалени се средствата од 43% за заштита на водите, за чистење на одводни канали, има скоро 40% помалку одвоени средства во овој буџет, од што се гледа дека животната средина воопшто не е приоритет на оваа влада. Во областа на здравството, од вашата програма, со која ја ветувавте предизборно, немате реализирано буквално ниту еден проект. Кога ќе читате ставка по ставка, немате буквално едно нешто целосно реализирано. Сега најавувате дека ќе биде покачен буџетот во здравството. Почитувана министерке, еве јас имам една нејаснотија која што ја повтараат и граѓаните. Имате ли концепт на кој што би работел здравствениот систем? Затоа што министерот за здравство пред 2 дена ја потврди неговата теза, која што ја изнесува во минатиот период повеќе од година дена, дека се изготвуваат физибилити студии за приватно-јавно партнерство, дека сака начинот на стерилизација да биде централизиран, дека набавките на лабораториските реагенси и други набавни средства да биде централизиран. А пред 2 дена колешка од мнозинството тоа го демантира, дека таа никогаш нема да гласа за ваков систем. И се прашувам самиот, кога не знаеме како ќе функционира здравствениот систем, врз основа на што е планиран буџетот во здравство? Како се планира буџетот на здравство, а не знаеме дали болниците ќе преминат во приватно-јавно партнерство? Или напросто, ние ќе вложиме во одредена болница, за после 2 месеци да кажеме дека таа ќе премине под приватно-јавно партнерство, вклучително и брза помош и здравствените домови. И што правиме ние фактички? Фактички на таа приватна фирма, се прашувам чии ќе бидат тие фирми, им ги опремуваме условите за работа и само им ги даваме за поклон. Не е можно да проектирате буџет, а да не знаете следната година како ќе функционира тој здравствен систем. Тоа е прашање кое што треба да го одговорите. Затоа што министерот пред 2 дена уште стои на неговиот став дека ќе има приватно-јавно партнерство. Но за да тоа се случи, треба овде колешките и колегите од мнозинството да го изгласат тоа, а тие се против таквата одлука. Еве, кажете ни јавно, најмногу заради здравствените работници, но и ради пациентите, дали тие ќе добиваат навремени услови
ако се смени начинот на здравствениот систем? Дали ќе биде иста толкава партиципацијата како што досега? Да се навратам на она по кое што сега го проектирате буџетот за здравството. Кажувате, вложувате средства во изградба на болниците. Вие сте министерка од поново време, нова требаше веќе да бидат завршени проектите и за клиничката болница во Штип, и за општата болница во Струмица, и за општата болница во Кичево. Истите тие средства се уделуваа и во минатите два буџета. Но видовме дека немаа завршница. И сега поново проектираме средства во изборна година, кое што ќе биде само алиби за уште една незавршено ветување на оваа влада. Го поздравувам покачувањето на буџетот за имунизација и тоа е навистина потребно, но објаснете ми зошто комерцијалните и бесплатните вакцини се од различен производител. Тоа заслужуваат граѓаните да го знаат. Не само што нема на позитивна листа лекови, туку воопшто во аптеките во моментот нема околу 10 генерични лекови. 10 генерични лекови во моментот ги нема во Република Македонија. За ретките болести и тоа е за поздравување и навистина е зголемен буџетот, гледано уназад 3 години за дупло повисок буџет, но министер ќе ве прашувам, дали сите деца со ретки болести ќе го добијат потребниот лек? Јас ќе ви одговорам дека не, а вие образложете ми по кој критериум некое дете со ретка болест ќе добие лек, а некое дете не. Кој е критериумот за секое дете да го добие лекот? Ова се сериозни поделби кои што ги правате меѓу самите пациенти. Не секое дете ќе го добие потребниот лек. И затоа е потребно е уште да се покачува буџетот. И секогаш кога ќе го правите тоа, ќе ве поздравам. Пак ќе го спомнам вашето мото. Вложувате во човечки ресурси. Како? Вашето предизборно ветување 100.000 денари за секој специјалист е далеку од остварливо. Со ова покачување кој што сега го ветувате за 20% од месец март, платата на лекар специјалист од сега 40.000 денари, со овие 20% ќе биде 50.000 денари. На половина од вашето ветување од 100.000 денари плата за секој специјалист. И не само тоа што нема 100.000 денари. Имаме натепани доктори, ветувањето дека мој термин ќе го преуредите, апсолутно, не само што ништо не направивте, туку ги заглавувате пациентите секојдневно. И за тоа притисокот врз докторите е поголем. Сега, ако сакате да закажете кај специјалист, во наредните 2 до 3 месеци нема термин. Вложуваме во човечки ресурси, а ни се случи епидемија на морбили, која што уште не е завршена. Ни се случи скандал за кој што Министерството немаше одговор. Интрахоспитална инфекција на 13 пациенти на одделот за ортопедија во клиничката болница во Штип. И што никој не спомна кој е одговорен за тоа. И на кој начин ја добиле заразата и кој ќе одговара за тоа. Ниту извештајот го видовме, ниту комисијата некаде се појави, ниту некој сноси одговорност. Ова да се случеше во нормална држава, не министерот, владата ќе паднеше. Не се подобрени условите за работа на здравствените работници,
не е подобрена хигиената во болничките ходници и амбуланти, над 37% од пациентите ги користат здравствените установи во Република Македонија, приватните, што стои во извештајот на Европската комисија. Под мотото за човечки ресурси не кажувате дали ќе се трансферираат договорите на кофинансираните специализанти, па да земаат барем иста плата со оние приватните, со кои што убавуваат иста работа. Не кажувате дали ќе земаат пари за дежурствата кои што ги убавуваат неретко и по 6-7 во месецот, па дури и во наредните 10 до 15 дена ќе се потрудите, што не го кажувате, да го смените начинот на исплата во приватното здравствено установи. Значи ќе ги намалите и нивните примања. А знаете под мотото дека качуваме капитационен бод, како што направивте на стоматолозите, но не кажувате дека наместо 2000 пациенти за кои што земаа 100% партиципација, сега ја намаливте бројката на 1800, но битно популистички го покачивте бодот, а воопшто не одвојувате по голема сума. И на крајот, нема да должам, гледам има и реплики. Да напоменам дека во овој мој мандат како пратеник 5 пати ги повторував речиси истите амандмани за Струмица и сите 5 пати беа одбивани. Без никакво образложение. И ако премиерот Зоран Заев, како градоначалник на Струмица 13 години, ни ја испровоцира фантазијата дека ќе имаме жичара до Цареви кули, ако желбата за базен е неоснована, навистина, реално очекував барем секое населено место во Струмица да има вода за пиење и канализационна мрежа. Ако проектот на Зоран Заев како градоначалник 33.000, што значи 3 индустријски зони со 30 фабрики, е само далечен сон, очекував оти ќе се изгради нов пазар, како што ветуваше, дека ќе се изгради стационар за кучиња, дека училиштата ќе бидат со соодветни услови за работа и за настава на дечињата. Но очигледно е дека да се направи такво нешто, потребно е поискрен пристап, поголема желба и повеќе знаење. Ви благодарам.